Со почетокот на пролетта, Штипјани почнаа да трошат повеќе вода. Од Штипската филтер станица апелираат за рационално користење на водата, но исто така нагласуваат дека водата редовно се испитува и контролира, па затоа Штип може да се пофали дека има најквалитетно водоснабдување во регионот. После кружењето на информациите низ социјалните мрежи дека во Штип деновиве водата за пиење е со сомнителен квалитет, денес на пресконференција пред медиумите од јавното предпријатие ИСЕР децидни. Штипската вода од филтер станицата е една од најквалитетните во Република Македонија. Јавното предпријатие ИСАР се грижи за здравјето на граѓаните на град Штип, односно на сите граѓани на град Штип им дистрибуираме здрава, квалитетна и исправна вода за пиење, мерена, испитувана, односно во лабораторијата овде во нашата лабораторија, во јавното предпријатие ИСАР и во специјални акредитирани лаборатории со одреден кои даваат одредени сертификати за квалитет на водата. Нашата вода во општина Штип е една од најквалитетните води во Република Македонија, така ќе продолжи да биде. Ние како јавно предпријатие се грижиме во секој сегмент за безбедноста на граѓаните, така да нашите бунари од кои ќе препоpunуваме водата од 61 година не беа заградени. Значи таа ограда што беше оставена на милост и на немилост на самите граѓани, беше уништена, немаше ограда. Еве сега со самата патека која што е направи општина Штип, патека која ни служи за да ги контролираме бунарите и полесно да дојдеме до нив, ги оградивме комплетно. Сите бунари се оградени по највисоки стандарди. Со самата дистрибуција на водата овде се преработува и се дистрибуира до граѓаните на град Штип. Инаку контролата на водата за пиење се врши секојдневно во лабораторијата на филтер станицата и во акредитираните лаборатории на институциите. Секојдневно се врши контрола на квалитетот на водата, овде во нашата лабораторија на филтер станицата, како и во акредитираните лаборатории во институциите Центар за јавно здравје во Штип и Институтот за јавно здравје во Скопје. Вршиме анализа на околу 30 до 35 анализи месечно или секојдневно се врши по една анализа, како од филтер станицата, така и од мерните места низ градот. Освен анализите се врши и контрола на резидуалниот хлор и сите анализи досега покажуваат дека водата е исправна и одговара согласно правилникот за безбедност на вода. Од филтер станицата нагласуваат дека со затоплувањето на времето зголемена е и потрошувачката на вода, која во просек деновиве изнесува околу 15.000 метри кубни. Со порастот на температурите бележиме и пораст на потрошувачката на вода. Во овој период просечната потрошувачка на вода изнесува околу 15.000 метри кубни или околу 180 литри во секунда. Минималната потрошувачка се движи некаде околу 90 до 95 литри во секунда, додека максималната потрошувачка на вода достигна до 240 литри во секунда вода. Од филтер станицата нагласија дека примероци за анализа на водата, како бактериолошка, така и хемиска, се земаат секојдневно од сите населени места во градот. Детската градинка Астибо ќе ја јакне својата ефикасност. Крајот на април ќе биде поставена мрежа со која ќе се овозможи користење на техничка вода во детските тоалети во клонот Цветови во населбата 8 ноември. Со искористување на техничката вода се калкулира за намалување на сметките за вода за околу 50%. Со финансиски средства добиени од екопроектот, детската градинка Астибо ќе работи на намалување на сметките за вода. Во клонот лоциран во населбата 8 ноември ќе се прави бунар за техничка вода. Со грантот во висина од 1000 евра, односно 60.000 денари, се планира да се купи потребниот мотор, како и да се постави мрежа со која ќе се овозможи техничката вода да се користи за казанчињата, поставени во детските тоалети. Таа е комплетно одделена од водата за пиење, значи не постои никаква опасност и самата мрежа поставена од водовод и канализација на јавното предпријатие одвоена, така да не постои никаква опасност, а сета оваа инсталација ќе биде надворешно поставена. Истовремено со техничката вода ќе се наводнуваат и зелените површини во клонот Цветови во 8 ноември. Со јакнењето на енергетската ефикасност значително ќе се намалат и сметките за вода. И од овде очекуваме доста големи, ако не и огромни заштеди на вода, бидејќи знаете дека дворната површина во клонот во населба 8 ноември во Цветови е доста голем, а и плюс кој ќе додадеме на тоа заштеда од казанчињата каде што во тоалетите на дечињата кои што нон-стоп се користат, тука очекуваме заштеда и над 50% од актуелните сметки за вода.
Се планира крајот на април, почетокот на мај, техничката вода од бунарот да биде ставена во функција. Денес е светскиот ден на театарот. Брзото возење е фактор број 1 која загрозува безбедноста во сообраќајот. Надлежните со оценка дека кампањите се уште не го постигнале очекуваниот ефект, а дека на истокот брзо се вози на патиштата потврдува и бројот на возачи уловени на радар. Возачите возат со поголема брзина од пропишаната. Брзото возење се јавува како круцијален проблем кој најмногу ја загрозува безбедноста во сообраќајот на патиштата, е оценка на надлежните. Морам да истакнам дека брзината на движење, односно непочитувањето на брзината на движење се наметнува како еден од круцијалните, да не речам доминантни фактори за случување на сообраќајни незгоди. Дека не се почитуваат сообраќајните знаци за ограничување на брзината и дека често се вози над дозволената, како во град, така и на отворени патишта, покажуваат контролите на сообраќајната полиција. Полициската статистика во тој дел покажува дека во само една сообраќајна контрола не е мал бројот на вакви возачи. Од извршената контрола, 50 возачи ја пречекориле брзината на движење во населено место, додека 22 возачи ја пречекориле брзината на движење надвор од населено место. Санкционирани се 72 возачи кои го сториле овој вид на прекршок, што укажува на фактот дека дел од возачите не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Проблемот бара подетелна анализа за ваквото однесување, поагресивни кампањи, сет нови мерки или поголеми казни. Досега на овој план не се постигна поголем напредок, велат надлежните водени од податоците кои стигнуваат од терен. Очигледно е дека во изминатиот период и покрај тоа што се спроведени низа на активности, сет на кампањи кои што фаќаат најразлични учесници, сепак не можеме да се пофалиме дека имаме подобрување во делот на безбедноста. 12 сообраќајни несреќи изминатиот викенд евидентираше СВР Штип на патиштата во источниот регион. 2 сообраќајни несреќи, од кои една со 7 повредени, а еден потешко, се случија минатата недела на подрачјето на општина Штип. Нека име честит денот на сите актери кои денес го прославуваат 27 март, светскиот ден на театарот. А во Штип со низа активности се одбележа овој ден, па и во деновите од викендот со бесплатни влезови за театарски представи и мини изложба на костими. Овогодинешната македонска порака ја напиша Благој Мицевски, костимограф, режисер и директор на Битолскиот народен театар, а светската порака ја упати француската актерка Изабел Ипер. Театарот е рудник во кој уметниците секојдневно се спуштаат длабоко во окната на своето тело и душа. Таму го наоѓаат своето богатство, за потоа секојдневно да застанат исправени пред публиката. Ова е дел од македонската порака која во чест на светскиот ден на театарот ја напиша Благоја Мицевски, костимограф, режисер и уметнички директор на Битолскиот театар. Театарот е место каде што треба да се задоволат сите вкусови, а истовремено да се разбудат и најдлабоките скриени емоции. Ние треба како театар треба да правиме да ги достигнеме вкусовите на сите луѓе кои што постојат на секој еден следокусец, да направиме да се почувствува, да ги доловиме вкусот на секој еден кој што ќе дојде во Штипскиот театар, да се почувствува задоволен и да излезе со разбудени емоции кај него. Во пораката Мицевски додава дека театарот има моќ да го менува светот на подобро, да ги менува луѓето, но и да создава подобри светови од оној во кој што живееме. Што е тоа што би не нас како македонски театар да го задржиме својот идентитет како автентичен македонски театар, но од друга страна да се вклопиме во тие нови тенденции, нов современ западен театар. Во одбележување на 27 март во Штипскиот театар беа одиграни 2 представи, а имаше и мини изложба на костими кои биле употребувани во неколку театарски проекти. Истовремено беа прочитани и македонската, но и светската порака, која годинава ја напиша француската актерка Изабел Ипер.
Комуналните инспектори се пожалија дека измените во Законот за општа управна постапка и Законот за прекршоци, наместо да им ја олеснат работата, тие дополнително ја комплицираат. Во Законот за управна постапка треба да се допрецизира начинот на завршување на постапката, за што е неопходно донесување на правилник, сметаат комуналните инспектори. Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија на последниот состанок во Виница расправаше по дневниот ред, но посебен осврт се даде на измените во Законот за општа управна постапка и Законот за прекршоци, кои наместо да ја олеснат работата на комуналните инспектори, тие дополнително ја комплицираат. На состанокот беа опфатени теми кои се тесно поврзани со делокругот на работата на комуналните инспектори, како и проблемите со кои се среќаваат нашите колеги при извршувањето на секојдневните работни обврски, а верувајте со не се мал број на проблеми. На состанокот акцент беше ставен на Законот за општа управна постапка, како и на Законот за прекршоци. Со донесувањето на Законот за општа управна постапка во јули 2015 година, при водењето на постапката се исклучи донесувањето на заклучок за запирање на постапката. Но никаде потоа во некое законско решение или некој друг подзаконски акт не е укажано или допрецизирано на кој начин одредена започната постапка се завршува. Бидејќи знаете, секоја започната постапка треба да биде и завршена, да има и свој крај. И сега, дали започнатата постапка ќе биде завршена со решение или со записник, такво нешто треба да биде подкрепено и со соодветен законски акт. Седницата беше повод комуналните инспектори да ги споделат своите искуства од работата на терен и законските пречки со посебен осврт на Законот за прекршоци. Поравнувањето за сторен прекршок околу одмерувањето на глобата го вршат самите инспектори, доколку субјектот се согласи на постапка за поравнување. Односно, инспекторот ги собира потребните податоци за правниот субјект, како се бројот на вработените, приходите на субјектот, дали субјектот досега бил осудуван или не, за да може да му биде соодветно одмерена глобата. Но доколку субјектот одбие постапка за поравнување при достава на списите за сторен прекршок до основниот суд, имаме практика каде собирањето на овие податоци за правниот субјект кој стори прекршок, а не се согласи на постапка за поравнување, го вршат самите судови по добивањето на поднесокот од страна на инспекторот. Во некои судови имаме друга практика каде субјектот одбил постапка за поравнување, доставениот предмет до судот. Судот го враќа повторно на инспекторот да изврши повторно поравнување и доколку субјектот повторно одбие постапка за поравнување, тогаш инспекторот ги собира потребните податоци за одмерување на глоба и повторно го доставува до судот за понатамошно одлучување. На крајот сепак постапката се завршува, но постапката на различни колеги од различни градови за сторен прекршок поврзан со комуналните дейности трае различно време. Комуналните инспектори беа децидни во апелот за допрецизирање на законските измени и точно да се определат границите за надлежностите кои имаат инспекторите низ општините, а исто така согласни се дека проблемите поврзани со Законот за јавна чистота треба да ги решаваат едногласно. Почна бележењето на пешачките премини во населбата Сењак до крајот на април, велат од предпријатието Стипион, ќе биде обележена хоризонталната сигнализација на подрачјето на целиот град. Невидливи се пешачките премини во централното градско подрачје. Штипјани реагираат на необележаната хоризонтална сигнализација, велат дека не се чувствуваат безбедни кога ја преминуваат улицата. Не се одбележени убаво пешачките премини. Мислам дека од колите се поизбришани, воопшто нема знаков, не се гледа, само страната. Треба ли тоа да се направи? Треба нормално да се направи. За поголема безбедност? Да, на пешаците. Зашто многу колите некогаш брзат не ни забележат. Не обележено и минаци. Па треба да се одбележи нормално, дека треба секојаш да биде јасно каде треба ние да поминуваме на мислам да него безбедноста на сообраќајот да не ја ставаме во прашање. Значи мора да имаме ние каде треба да поминуваме, а нормално дека треба да има зебра или како го викат тоа или пешачки премини. Јавното предпријатие Стипион ја почна акцијата за пролетно одбележување на пешачките премини во населбата Сењак, истовремено со уредувањето на тротоарите во оваа населба. Од тому велат дека ќе одбележат целата хоризонтална сигнализација на улиците во градот. До крајот на другиот месец ќе биде завршено со целосното фарбање низ градот, низ сите пешачки премини. Отежнато е движењето на улиците во Штип поради необележаните и тешко воочливи така наречени зебри.
Овој вид хоризонтална сигнализација како да не постои, со што загрозена е безбедноста на пешаците, кои со мака се движат низ сообраќајниот метеж во градот. Временските неприлики изминатиот период, а дополнително и абразивните материјали кои во зимски услови на одвивање на сообраќајот се посипуваа по улиците, речиси ја избришаа бојата на местата одбележани за движење на пешаците. И на крајот следуваат минутите за спорт, а во нив бокс и фудбал. Во рамките од второто коло на регионалната боксерска лига се постигнаа следниви резултати. Се Свете Металец Лазаревац 10-6, Лозница Славија Бања Лука 10-6 и Радник Биелина Пинк Пантер Штип 12-4. Александар Ристевски и Гоце Јаневски во своите категории ги победија противничките боксери. И трета лига фудбал. Фудбалските третолигаши од групата Исток ги одиграа надпреварите од редовното 20-то првенствено коло, а веќе во среда на програмата ќе бидат средбите од вонредното 21-во коло. Екипата на Китго Пехчево славеше висока победа на тешкиот терен во Лозова. Временските услови не им беа наклоните на играчите на Работи Џумали и на Китго Пехчево. На моште тежок за игра терен и по исклучително лоши временски услови со дожд и ветер беа постигнати 4 голови и тоа во вториот дел. Водството 1-0 за Китго Пехчево во 52-та минута донесе Дарко Алексовски по одличната асистенција на Симевски. Во 60-та минута на 2-0 с големи Ангел Зафиров повторно на асистенција на Андреј Симевски. Во 72-та минута Мартин Димовски с големи на 3-0 под центар шутот на Денковски. Конечниот резултат Работи Џумали и Китго Пехчево 4-0 го постави Алексовски со својот втор гол, а по трета асистенција на Андреј Симевски. Еве ги комплетните резултати од ова 20-то коло. Тиверија Василево 0-2, Овчеполе Бергалница Голак 2-0, Осогово Рудар 1947 1-0, Работи Џумали и Китго Пехчево 0-4, Беласица Малеш 5-0 и Плачковица Напредок Здраве Радово 2-1. Табела. Беласица е прва со 52 бода, втора е Плачковица 48, трето место Согово 42, четврто место Каменица Саса 40, на петтото место Овчеполе има 34, шесто место Китго Пехчево со 32, следуваат Бергалница Напредок и Василево на 7-то, 8-то и на 9-то место со 21 бод, а Василево има минус 3 бода. 10-то место Тиверија 20, 11-то место Работи Џумали 18, 12-то место Малеш 16 и на последните две места Слога 1934 и Рудар 1947 со по 14 освоени бодови. Веќе во среда 29 март ќе се одиграат надпреварите од 21-то воредно коло во која екипата на Китго Пехчево ќе се сретне со екипата на Тиверија Струмица. Овде завршуваме, ве поздравуваме и ве покануваме да останете и во продолжение на програмата на Ирис телевизија. За повеќе информации посетете го нашиот вебсайт. Имајте пријатна вечер.